Добро вечер, почитувани гледачи. Во отвореното студио на ТВ Нова. Денов го одбележа редовното годишно обраќање на шефот на државата Ѓорѓе Иванов пред пратениците во парламентот и неговото обраќање до нацијата. Очекувано реакциите се различни во зависност од позицијата на наблюдувачите и адресата до која шефот на државата ги испрати своите пораки во годишното обраќање. Ако се сведат под еден наслов, тогаш главната поента од овогодишното обраќање на Иванов е дека на Македонија и треба правда и помирување, а не реваншизам. Во наредните 60 на минути со моите вечерашни гости, универзитетските професорки Иванка Василевска и Јован Донев, ќе ги проанализираме поентите на Иванов и реакциите на домашната политичка јавност. Останете со нас, почитувани гледачи, одиме веднаш. Добре дојдовте во студиото. Добре ме најдовме. Какви се вашите оценки за обраќањето на Иванов? Реков во најавата, во зависност од позицијата од која доаѓаат, реакциите се прилично различни и спротивставени. Кус ваш впечаток по денешното обраќање на шефот на државата, Василевска? Па, еве, повеќе од 2 децении гледаме дека улогата на претседателот на државата е во некако подредена позиција во однос на извршната власт. Некако неправедно, уште од самиот почеток на плурализмот, Република Македонија се определи претседателската функција да ја третира повеќе како една традиционална, да кажам, институција во која што ќе може, нели, оние институциите на системот да имаат, нели, секаков третман, па дури и неправилен и неприроден. Тоа е сосема нелогично, но, нели, во сферата на етиката можеме да дебатираме многу од аспект на она што во реалноста се случува, и ако сакаме да бидеме објективни, Република Македонија за среќа 8 години има претседател кој навистина ги исполнува сите критериуми на еден врховен командант и представник на земјата и надвор, и значи представник на македонските граѓани. И секако ликот и делото на претседателот Ѓорѓе Иванов, мислам дека ќе биде многу подоцна разгледувано веројатно по неговиот мандат за целата негова улога која што одигра сите овие 8 години и во однос на пацифизирање на неартикулираните политички елити, како и во неговото представување на Република Македонија пред меѓународната заедница. Како и секоја година, и овој пат ценам дека претседателот Иванов имаше едно исклучително отворено и искрено претседателско обраќање пред нацијата и ги сумираше најбитните аспекти на се она што оваа година ја обележува. Акцентираше некои поенти кои што можеби некои други повеќе сакаат да ги пренебегнат или можеби да ги стават настрана, но сепак она што не може да ни излезе од предвид е тоа дека претседателот Иванов навистина ги поентираше оние главни нитки на кои што се одвива и се уште трае ова долгогодишна политичка криза која го разори македонското општествено ткиво на сите нивои и не донесе во една, да речем, првобитна општествена заедница. Сето тоа, ако се земе без емоции, ако се погледне најрационално и најобјективно, треба да даде еден знак на надеж. Впрочем, ценам дека претседателската институција и оно што ја представува, тоа е доктор Ѓорѓе Иванов, во моментов единствената легална, полноправно легална институција во државата која што има полн легитимитет да укажува и да действува во според словото на законот, а како врвен приоритет тоа цело време провејуваше во неговото обраќање секако почитувањето на унитарноста, почитувањето на уставот и правниот поредок, кои што се клучни доколку навистина сакаме, како што каже самиот тој, нашите деца и нашите внуци да зачекорат како еднакви меѓу еднаквите во меѓународна смисла македонски граѓани, представници на Република Македонија. Го преслушавме сите 50-минутното обраќање на претседателот. За ВМРО ДПМН станува збор за државнички говор, за СДСМ срамен партиски говор. Според владата Иванов останува заробен во делбите, за ДУИ говорот е оксиморон. Барем такви беа оние првични оценки. Професор или амбасадоре Донев, како вие го доживеавте говорот на Иванов и кои се според вас најбитните поенти во него? Па добро, што ја, нели, колку што може да ги слушам изминатите години, говорите на претседателот, ова може би беше еден од најаките говори и најотворените говори на претседателот Иванов. Говори што точно ги лоцираше проблемите со кои се соочуваме или предизвиците, да бидам позитивен, предизвиците со кои се соочуваме
и во моментот, меѓутоа изминатава целава измината година, ние имаме за прв пат отворено кажување од страна на председател на Република Македонија на перманентниот извор на кризи, Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. За прв пат председател на државата јасно посочи кои се проблемите внатре, зашто се тие проблеми внатре. За прв пат од председател на Република Македонија ние слушаме, односно македонски функционер фактички до сега не сеќам, може би јас сум изумил или не сум слушнал, меѓутоа се кажат нели за врските внатре, за непотизмот меѓу вработени во управата за државна безбедност и контраразузнавање и политичари, за врските или фамилиарните односи со странски амбасади, вработување во странски амбасади. Но како врховен командант, дали председателот на државата немал обврска или немал, како да речам, морално право тоа да го стори веќе во некое претходно обраќање? Може да го стори. Знаете што проблемот кај нас има две работи што се врзани со позицијата на председател на Република Македонија. Едната е уставните ограничувања. Значи председател на Република Македонија, видовте ситуација дека он не може ни втор мандат да даде. Ја видовте кризата што ни се случи, зашто нема во уставот е така направен уставот и така креиран за фактички председател на државата не може да ги спроведува своите овластувања во внатре политичкиот живот. Као командант на вооружените сили, да, има властување. Иако и таму мислам дека го байпасува со една одлука дека министерот за одбрана треба да се даде со некаква согласност и така натака. Значи тоа е намерно направено за да се избегне колку да е можно председател на државата да има некаков инструмент во рацете со кој што може да интервенира. И тоа се виде за време на кризата. А единиот што му остана негово раце во тој момент кога бевме пред буквално граѓанска војна беше аболицијата. Само тој инструмент он го можеше да го испука, нема ништо друго. Тоа е едната работа. Втората работа, погледнете ги сите председатели од 90-та година наваму. На нам ни еден председател не е погоден. Тоа е чудо. Киро Глигоров не ни чинеше, Борис Рајковски не ни чинеше, не го признававме. Не знам, Бранко Црвенковски не го признававме, сега Ѓорѓи Иванов не го признаваме. Знаете, ние едноставно забораваме дека тој припаѓа на една политичка опција и он е избран од тие што ја поддржуваат таа политичка опција. Сосема е нормално да имате председател кој што е десничар во моментот, зашто го избра него и таа е неговата филозофија. Па зар некој председател некоја друга држава го менува својата филозофија? Он едноставно не треба да учествува во политичкиот живот дневен, нели? Он не треба да балансира или да се меша во политиката, меѓутоа не може да остапи своите ставови. Па он е припадник на десница зашто верува во тие идеи. Не е он припадник на десница од некои други причини и обрато, мислам или за левицата. Значи тоа е една глупост македонска. Кога станува збор за непризнавање на адресите, односно на институциите, македонскиот, барем ние од поновата историја, паметиме дека не станува збор само за институцијата председател, туку и за повеќе институции. Ние имаме специјално обвинителство, имаме така наречениот председател, така наречениот спикер, не признаваме. Ви кажам затоа што едноставно она што председателот го кажа, нели и денеска го спомна, не директно, можеби индиректно го спомна, че немаме култура на диалог. Немаме култура на почитување на институции. Ние се однесуваме како некои примитивни племиња кои што се рушиме пред себе. Значи ние не знаеме да прифатиме дека има председател, има премиер на оваа држава, има министри, има пратеници и да ги респектираме нивните позиции. Пазете, дури во обраќањето кон нив. Погледнете, споредите ги снимките како во целиот свет, кај што ние сакаме да бидеме нели во развиенот свет, им се обраќаат и на пратениците, и на министрите, и на премиерот или председателот, како ние им се обраќаме. Па не замисливо вие да се подсмивате на тој начин со тие луѓе. Така, вие спомнавте една од поентите на председател Иванов, УБК жариште на сите кризи, законот за употреба на јазиците го крши уставот, правдата завршува онаму каде што почнува реваншизмот. Ние колегите во ТВ Нова подготвивме и сечоци куси од поентите на председател Иванов. Предлагам заеднички овде да ги преслушуваме една по една, па да ви оставам простор да ги скоментирате. Режија, ве молам првото парче од председател Иванов. На 18 декември 2003 година председателот Борис Трајковски се обрати од ова исто место. Во неговото годишно обраќање тој истакна дека загрижуваат сигналите на политички реваншизам што се видливи во процесот на рационализацијата на администрацијата или во полициско-судските постапки кога се добива впечаток дека политичките убедувања на луѓето дополнително ја отежнуваат нивната положба. Поразително е што денес, 14 години подоцна, ја имаме речиси истата состојба. Наместо проекти да се надпреваруваат за довербата на гласачите, нашите политички партии се доживуваат како смртни непријатели. Тоа доведе до длабока партизација и поларизација на целото општество. На граѓаните им е потребно помирување наместо реваншизам.
барањата на граѓаните. Ајде сега веднаш ја замолувам режијата да ни ја пушти и оценката на владата, односно соопштението од владата како оценка на реакција на говорот на претседателот Иванов. Председателот Иванов останува заробен во делбите во време кога Македонија е свртена кон обезбедување благосостојба на своите граѓани. Владата на Република Македонија од првиот ден од својот мандат и постојано во текот на овие 6 месеци повикува на обединување околу стратешките интереси на Република Македонија, како и во име на интересите на сите граѓани без исклучок. Во годината кога граѓаните на Република Македонија покажаа исклучителна политичка зрелост и демократска одговорност, првенственото нивно очекување од политичките елити и лидери е тие да се издигнат над партиските бои и да исчекорат одважно од една политичка доктрина на делби кон јасни политики за обединување. Прв кој требаше ово очекување на граѓаните да го препознае како вредносна порака, требаше да биде претседателот на државата. Но наместо да настапи државнички, денеска Ѓорѓе Иванов кон граѓаните упати пораки кои повикуваат на натамошни делби и кои дополнително се спротивставуваат на концептите за градење на едно, единствено и заедничко општество. Наместо општество на заедништво и на обединување во еден историски и клучен момент за Република Македонија, нејзиниот претседател се обиде да го доведе во прашање дигнитетот на институциите на системот, со тоа што владењето на правото и принципот на одговорност на сите без исклучок пред правдата го изедначи со реваншизам. Владата на Република Македонија доследна на јавниот повик за отворена соработка, во период кога сите политички субјекти и секој политички лидер се повикани да го препознаат моментот што ќе одвои нашата земја од изолацијата, ќе продолжи уште посилно да действува за стратешки интереси на државата, просперитет на земја за граѓаните и земја членка на Европската унија и на НАТО. Владата на Република Македонија се определи да направи се пред Европа и светот за да покаже дека Република Македонија е земја на граѓани и политички лидери кои имаат сериозен демократски капацитет, земја која ги оставила делбите и минатото зад себе и која е свртена кон обезбедување на благосостојба за своите граѓани. Се враќаме во отвореното студио, чувме една од поентите на претседателот Иванов и реакцијата на владата во врска со денешното обраќање на шефот на државата. Професорке Василевска, се создаде ли впечаток во јавноста во првиве 6 месеци, односно 6,5 месеци од мандатот на новата влада, дека има своевиден вид на конструктивен однос помеѓу владата и претседателот како два сегмента од извршната власт, односно дека успешно кохабитираат барем во овие месеци, со што денеска на некој начин беше демонтирана оваа оценка вака на владата прилично критичка. Ако ми дозволите, има една констатација која што деновиве се провејува и некако неизбежно е да јас да ја искажам јавно. Мислам дека Македонија не ги цени интелектуалците. Мислам дека овие политички троглодити кои што владеат во политичкиот елитизам или се представуваат како некаква политичка елита, без оглед на промените на власта, мислам дека немаат представа што значи да имате претседател во ликот и делото на Ѓорѓе Иванов. Ако малку прочита некои 3-4 книги, барем повеќе од тоа што било задолжително да се препише во гимназија, ќе знаат дека реториката која што ја употребува претседателот Иванов и неговите активности се секогаш во рамките на уставот и на законите и во интерес на зачувување и просперитет на Република Македонија. Тоа е сосема доволно ако сте вие разумна власт да соработувате, не да кохабитирате, да соработувате совршено со институцијата претседател на Република Македонија. Начинот на кој што оваа власт дојде на власт, тоест нели од хаос се дозволи и сите како граѓани замижавме на некаков начин и дозволивме да влеземе во процес на воспоставување на поредок со цел да се затвори веќе овој процес на измачување и долгогодишното трајање на политичката криза, која што еве видовме дека не е завршена, покажува дека тие се уште не можат да сватат што значи да сте извршна власт. Освен делењето на тендери и вршењето на политички прогон и употребата и злоупотребата на сите инструменти на власт која што ги дозволува и ароганцијата, па гледаме полтронството на судството кон премиерот Заев, гледаме и многу други показатели. Едноставно докажуваат дека тие не можат да се помират, тоест не можат да доволно да се заблагодарат за можноста која што ја добија во изнаоѓањето на решението на претседателот Иванов
сепак да му ја исполни желбата на господинот Заев и на неговите ментори и да ја добие премиерската функција. Но тоа имаше една обврска. Сега тоа е обврска која што ова извршна власт не ја почитува и секако најдобро е повторно со истиот начин на функционирање, заборавајќи дека се власт, онаа реторика што ја користеа во време на борбата да ја освојат власта вака или онака, го прават сега на овој еден непристоен начин, бидејќи тие не знаат што е општа пристојност. Еве, јас, например, денеска бев шокирана од изјавата на пратеникката Фросина Ременски. Начинот на кој што таа го оцени говорот покажува дека таа не е достојна ни на академската титула за која што се представува дека има. Имаше и понавредливи коментари. Имаше и понавредливи, но таму е очекувано, бидејќи, знаете, ако земеме да го гледаме и од еден друг аспект, албанскиот електорат и албанските представници во Македонија си добија доволно сила и сите политички елити до сега им дозволија да се однесуваат така комотно и затоа тоа никого не би навредило, бидејќи нема никакво значење. Тоа е во дневно политичка употреба. Но од социјалдемократскиот сојуз еден пратеник да изрази да даде такви оценки покажува дека навистина или не знаат да читаат или навистина не сакаат да покажат малку почит која што ќе даде една отскочна даска и ќе покаже дека навистина сме почнале да ги решаваме работите. Професоре, со кој дел од говорот мислите дека председателот најмногу ја испровоцира оваа негативна рецензија од страна на владата? Што најмногу им попречи? Не попречи целиот говор им попречи. Добро, овде се вели дека принципот на одговорност на сите без исклучок, председателот го става пред правдата, го изедначува со реваншизам. Дали оној дел што најмногу е многу едноставно, знаете што, председателот цело време во говорот повикува на помирување. Он вели дека правдата не сме да биде реваншизам. Меѓутоа, проблемот е во диоптријата на луѓето што сеат во владата или оние што збореа пред да излезе соопштението на владата. Излега соопштение на влада во кое го обвинува председателот дека ги девалвира институциите, правдата и така натака и така натака. Сега вие тоа го имате во исто време, имате на листа нели на потези на оваа власт, вклучувајќи го јавното обвинителство, нели, и судовите кај што девалвираат се што е правда. Вие сте едина држава, ние сакаме членка на Европска унија и НАТО. Ние сме едина држава од сите членки на НАТО 30, зашто е повеќе нели од Европска унија или така или како и да е, кај што имате премиер кој што иде на суд. Тоа е недозволиво во ниеден демократски систем, е недозволиво премиер да ви оди на суд. Ако има кривична постапка, поднесува оставка и си оди. Имате безмилосно апсење на уметници. Имате кршење на закони, на устав, на пратеници без да им се одземе имунитет. Им се ставаат лисици на раце. Имате каде што апелациониот суд дозволува илегални материјали да бидат користени како доказно средство. Тоа знаете што значи? Тоа значи дека од тој момент кој донесе апелациониот суд таа одлука, во Македонија веќе не постои правна сигурност. Вие може да ме снимате во кафана и мојот разговор да го дадете на јавен обвинител, тоа почне да ме гони. А судот да прифати да ме суди. Сите граѓани, 2 милиона во оваа Македонија со таа одлука на апелациониот суд се доведени, нивната правна сигурност се доведена во прашање. И сето тоа го гледаме, нели? Во крајна линија ние имаме нелегално избран председател на собрание. Со драстично кршење на уставот на Република Македонија. И имате соопштение кој што не е јасно кој го праќа тоа соопштение. Која е целта? Да се спинува говорот на председателот. Зашто би го спинувале говорот на председателот? Тој го каже своето мислење. И има право да го каже своето мислење. Зашто има потреба да се девалвира еден говор? Ако не согласувате, имате право да не согласувате. Сигурно сум дека можеби 1 милион граѓани денеска во Македонија не согласуваат со говорот ако го слушнале на председателот, ама нема потреба такви изјави да се даваат. Зашто има потреба? Зашто има потреба тако примитивизм и уште негирање на она што самите го правите? Вие некого обвинувате дека сака да изедначи, а вие со секој чекор што го правите секој ден го газите правниот систем на Република Македонија. Дурловски бил терорист. Камо? Ако постои јавен обвинител, втор пат кажувам, повикам јавниот обвинител, нека го објави. Сакам да знам зашто човекот е во затвор. Никој ништо. Зашто едноставно премиерот упорно 2 години не може да се осуди? И тоа не е некаква моја позиција против него или против некој друг. Едноставно правната држава мора да си функционира и мораме да бидеме сите еднакви пред законот. Не може да му се извинува судиката што го малтретирала.
Па што не ми се извини мене некој полицаец или судика што ја малтретира? Имаме граѓани што се повредни зашто се премиери и другите сме втора класа граѓани. Тоа е недозволено во една демократска држава и упорно велиме. Ние сакаме во Европска унија и НАТО. Па ние не сме ни за на европски континент, а не за Европска унија и НАТО. Тоа е страшно што се случува. За гледачите кои не го слушаа внимателно говорот на председателот или воопшто не го слушнале, насловот на денешното отворено студио е за македонските работи 114 години подоцна, бидејќи во еден дел од своето обраќање Иванов подсетува дека точно 114 години на вчерашен ден во Софија била публикувана онаа позната за македонските работи на Крстен Мисирков и Иванов нотира повеќе сличности кои се актуелни и денес, меѓу кои и она за нашиот идентитет, за присутните лажни вести и пропаганди, за јазикот, како и за разединетото македонско ткиво. Предлагам сега да чуеме второ парче од говорот на председателот, она што се однесува токму на тоа, на реваншизмот и на поделбата во македонското општество. Неопходно е да биде утврдена одговорноста и за оние кои го предизвикале насилството во собранието на 27 април. Кој постапил спротивно на Уставот и законот, треба соодветно да одговара. Но одговорноста не смее да се генерализира. Освен обврски, граѓаните имат и права кои мора да се почитуваат. Правото на одбрана, имунитет и презумпцијата на невиност кои се во основа на секоја демократија. За жал, видовме пратеници со лисици без симнат имунитет и граѓани од заедничка Македонија обвинети за тероризам. Не можам, а да не ги подржам оние кои повеќе од 2 месеци на мирен и достоинствен начин искажаа грижа за државните интереси на Република Македонија. Бидејќи дел од нивните барања, беа и мои барања. Правдата завршува таму каде што реваншизмот започнува. Затоа, потребна ни е правда наместо реваншизам. Поради тоа, во изминатиот период постојано повикував и на смирување на тензиите. Повикував на ненасилство, на разумно и одговорно однесување. Иницирав диалог меѓу власта и опозицијата за да се постигне консензус околу државниот интерес на Република Македонија. Мора да ја вратиме културата на политички диалог. Лидерите на власта и опозицијата треба да имаат нормална меѓусебна комуникација во интерес на граѓаните и во интерес на државата. Најголема одговорност за стабилност и поредокот на Македонија имат политичките партии кои го представуваат мнозинството на припадниците на македонската нација. Да, председателот вели таму каде што завршува правдата, почнува реваншизмот. Кус коментар на оваа теза, па да одиме на следната поента. Еве денуве сме сведоци веќе месеци ке направи како се случи еден нов преседан, една нова хајка која што има политичка позадина, политички монтиран процес, во кој што се вметнати недолжни граѓани, граѓански активисти кои на вистина повеќе од 70 дена организира, можеби во историјата на македонската плурална историја, масовни протести, миролюбиви масовни протести за зачувување на унитарниот карактер на Република Македонија и против злогласната тиранска платформа, која што представуваше на вистина упат на една странска држава, еден инструментариум со цел да се направи една дополнување на целата на политичка загрејана состојба во која што беа и предизборите од минатата година во декември и потоа со немањето на недоделувањето на мандатот за состав на влада, кога веќе победничката опција не успеа да состави коалиција и да создаде влада. Ова е во моментов една траорна ситуација, еден огромен срам кој што се случува за Република Македонија. Тоа председателот Иванов многу добро го знае, бидејќи тој има отворен ум, но и огромен број на контакти во светот
светот и секаде во светот се прашуваат луѓето и веројатно го прашуваат и него кои се тие терористи кои што без оружје и без план се прогласени или се без судење, без почитување на презумпција на невиност им се товари на грбот такво едно монструозно дело, додека истовремено со поддршка на извршната власт и нели влијанието на корумпирано во судство, кое добро функционираше, морам да потенцирам и со претходната власт, но тоа нели традиционално се врти. Например, убиците на децата пред крвавиот Велики четврток се пуштени да се бранат од слобода, додека уметници од рангот на Борис Дамовски, на Игор Дурловски, на Владо Јовановски се држат како кучиња во притвор без обвинителен акт, без догледност некаква, без некакво решение во врска со тоа зошто воопшто им се товари тако факти, која е улогата и на обвинителството и на истражните органи, што правеа тие 7-8 месеци додека нели траеше целиот овој период и како оваа сега монтировка треба, што треба да се направи. Имам дури чувство, морам да ви кажам дека ова ми наликува на оние племенски заедници кога треба да се даде невина крв, да се жртвува некој невин, за да може да се изчистат од злото кое што го нанесоа и го направија на Република Македонија и веројатно имаат намера и понатаму да продолжат во некоја насока. И каде води сето ова? Тоа е еден сегмент од говорот на претседателот Иванов, каде тој кажува дека и тој ги дели ставовите на граѓанските активисти од Заедничка Македонија, како и сите нормални, лојални и со полна свест македонски граѓани кои што бевме и дишевме во ритмот на македонското срце, и укажува на тоа дека во суштина, затоа и преска ја коментирав господјата Фросина, па таа самата заборава дека всушност ова што го зборува претседателот Иванов се поклопува со препораките на Рајнхард Прибе уште од 2015 година и она што претседателот го кажува сега на крајот од 2017 само зборува за тоа дека апсолутно се е исто, само играчот се сменува или ликот се менува, марионетата е смената. Сето тоа ако биде изоставен одговорот на претседателот Иванов, тогаш би требало да трпи сериозни критики, но во оваа ситуација, ако институциите, системот останало трошка доблест или малку срам и во јавното обвинителство и за овие истражители кои што во моментот ја спроведуваат оваа монструозна хајка кон невини луѓе, недолжни луѓе, мислам дека треба да се уклучи алармот, бидејќи навистина во очите на светот сме толку девалвирани што напросто навистина почнува да се губи и самата смисла, доколку навистина сме вакви, никакви на ова дередже какви што сме, губиме смисла за сопственото постоење. Професор Донев, вкуса оценка за овој дел, спомнавте во претходната дискусија дека втор пат барате да го видите обвинителниот акт против притворените уметници, бидејќи е небулоза уметникот рангот Игор Дурловски да биде обвинет за тероризам. Како е можно ли е, например, правно да бидат разграничени оние луѓе кои влегоа маскирани во собранието со намера да тепаат или да со сила да ги решаваат работите, од оние кои се обиделе да ги смируваат да ја смират ситуацијата, од оние кои предводеле ненасилни мирни протести кои биле такви со денови? Што вие отварате уште пострашно прашање. Тие што тепаа во собранието почна судски процес против сите од нив и оние беа обвинети за насилство во толпа. Па беше осуден тој што ја малтретираше господјата Шеќеринска, ја влечеше за коса, го судија 4 години, ако не се лажам. Че они се раздвоени, не име проблем на нив. Едноставно овде се работи за обид за замолчување на интелектуалците во Македонија кои што не се согласуваат со политиките на владата. Значи овде не се работи за некаков тероризам. Во крајна линија што е тоа тероризам? Многу е просто. Има дефиниција. Каква е таква е, не велам дека општо прифатена. Па и во нашиот кривичен законник стои што е тероризам. Како насилство против државно уредување на Република Македонија. Па ја не слушнав некој да не излезе или да каже дека се залагаат за монархија или се залагаат за некаква, не знам, диктатура. Ако е насилно промена на власта. Која власт? Ние немавме тогаш власт. Ја ги слушам некои луѓе зборуваат за државен удар. Обид за државен удар. Кој е државен удар? Па ние нити имаме парламент, нити имаме влада во тој момент. Како ќе извршиме ние државен удар? Кој ќе смениме ние? Разбирате? Значи толку многу небулози имаше у тоа целата приказна. И ми непознавање, меѓутоа мислам дека испинување. За да се драматизира целата ситуација, не велам дека не беше драматична, не велам дека не треба да одговараат тие што директно го направија тоа што го направија.
Меѓутоа, Дурловски, Дамовски, Бетмен, Владо Јовановски, не можете ги обвините за тероризам. Каква е тоа е чист реваншизам, односно не реваншизам во смисла на реваншизам, иако да, и они учествуваа и претходно во критиките кон оваа владеачка гарнитура која беше во опозиција, меѓутоа од друга страна и буквално заплашување на граѓаните на Република Македонија. Знаете, не може мене никој да му уведи дека они не можеле за 7 месеци да спремат обвинителен акт. А за 7 месеци зашто ги ставате луѓето во притвор кои ги уапсите веднаш? За да не може да влијат или на сведоците, или на доказите. Овие 7 месеци се шетаат до Скопје, седиме, пиеме кафе, се зезаме, и најнаш оставате у притвор да не уништиле докази или да влијат на сведоци. Па 7 месеци што работеа. Ако знаеле дека имаат сторено такви дела, зашто ги обвинува? Разбирате? Значи, целата небулоза е во тоа. И добро, да не навлегувам сега во шпекулација и други некои своји идеи околу цело прашање, меѓутоа, велам, ова не се работи дури ни за реваншизам. Ова е драстично кршење на човечките права во Република Македонија. Ова е вовед во тоталитарен режим. Добро, прашањето што се наметнува на ваквите ваши одговори е како може тогаш и председателот да апелира, а и ние воопшто да зборуваме за национално помирување, односно помирување по сите основи, бидејќи навистина живееме во едно многу поделено општество по сите шавови, но одговорите на вашите прашања, нова прашање ги очекувам по кусата пауза за реклами. Почитувани гледачи, останете со нас. Се враќаме во отвореното студио за македонските работи 114 години подоцна. Во наредните минути ќе зборуваме за апелот за помирување на председателот Иванов, но претходно да го чуеме точно тоа парче од неговиот говор. Наместо политички прогон, освети и реваншизам, нам ни треба помирување. А за тоа помирување се потребни 3 нешта. Прво, законски решенија за обнова или преиспитување на постапките во судски случаеви за кои има основани индиции за сериозно кршење на човековите права. Второ, утврдување на граѓанска и кривична одговорност кон оние кои политички монтирале случаи. И трето, отстранување на генераторите на кризи со цел враќање на довербата на граѓаните во институциите на државата. Барањето на граѓаните е помирување наместо реваншизам. Нивното барање и мое барање. Да, го чувме Иванов и неговите предлози како до национално помирување. Насловот, почитувани гледачи, на ова денешно отворено студио е дел од обраќањето на Иванов, во кој тој подсетува дека пред точно 114 години во Софија е публикувана за македонските работи на Крсте Петков Мисирков. Чувме апелот на Иванов е таков. Иванов подсетува дека и тогаш во 1903 година, во тоа време, како и денес, македонското ткиво било раскарано. Пораката на Мисирков е дека сплотувањето може да настане само со компромис меѓу идеолошките противници, а не со капитулирање на едните пред другите. Господја и господа професори, ако на македонците не ни успеало тоа од 1903 наваму, од како го диагностицирал како еден од главните проблеми на македонскиот народ уште Мисирков, зошто би ни успеало денес на здрави основи, на здрави темели ли овој оптимизам на председателот Иванов кога повикува на помирување? На крајот на криштата, можно ли е помирување кога имаме за решавање еден таков случај како што е 27 април, кој навистина тежи по сите основи? Добро, значи, прво, во политиката се е можно. Политиката е како уметност, нема граници. Можете, нели, се да направите за начинот како ќе го изведете и како ќе го изменаџирате, и што сакате да постигнете. Значи, она што е многу важно и претпоставувам дека председателот тоа добро го знае и за тоа повикува на помирување, дека едноставно не се работи за политичка криза во Македонија. Значи, сите оние што тврдат дека ова е политичка криза имаат погрешна дефиниција. Политичка криза заврши со формирање на влада или со распишување на нови избори. Уште пред да почне се гледа, културите се гледаше дека не се работи за политичка криза во Македонија, него се работи за структурни, ако сакате, или да немам некој друг збор, недостатоци што се појавуваат внатре во македонското општество. Што се резултат на повеќе фактори. Немаме време, ниту е место во оваа емисија денеска да ги објаснуваме тоа, меѓутоа ние имаме многу посериозна и подлабока криза отколку што е политичката криза. Во такви услови едино решение беше, јас го очекував тоа лично да ви кажам право, меѓутоа
за жал Македонија и се е можно, нели? Беше формирање на влада на национално единство. Меѓутоа, влада на национално единство не е од представници, не е широка коалиција. Широки коалиции се три кои за се избегне одговорноста, нели, пред гласачите кој за што е одговорен. Влада на национално единство. Кој што влада на национално единство за нејзиниот мандат ќе успее да изгради механизми за постепено смирување на состојбите во Македонија и елиминирање на внатрешните општествени генератори на кризата. Само на тој начин ние можеме да дојдеме до некакво помирување. Значи, помирувањето не е резултат на кавгите, не се нашите резултат на нешто друго. Кразите на рушењето на моралот на носителите на јавните функции во Република Македонија и генерално во општеството. Ние не се тепаме за нешто друго. Вие ако имате пратеници, 120 пратеника кои не одговарат пред никого освен пред лидерот на партијата. Па погледнете го, политичкиот систем не одговара на нивото на образованието на граѓаните на Република Македонија. Вие имате политички систем утврден кој што не кореспондира со нашата култура и морал. Тие не одговарат пред никого. Па што ги кошта нив за да му се додворат на лидерот, постојано да плюкаат против некого. И да го фалат лидерот и во исто време да му кажуваат. Никој не му фалите. Нема никаква одговорност. Па вие гледате дека ние не правиме институционални мемории, не создаваме. Во секоја држава, повторно ќе кажам, онаму кај што сакаме да бидеме, прислушувањата 2000 година, Бранко Црвенковски, ние не формиравме комисија да го расчисти тој да го документира. Сега повторно, формира анкетна комисија за 5 минути растурија. Ние немаме докази, ние немаме институционална меморија што ни се случувало во минатото. Ние само наталожуваме и не сакаме да расчистиме. И само се натоложува зла крв меѓу политичките партии. Зашто не е расчистено еднаш? Председател вели, секој што го прекршил ова или осуден треба да се санкционира тоа, за да се постигне помирување. Меѓутоа ние нема да имаме помирување се додека не ги расчистиме сите афери во Република Македонија. Не можете вие пуш да не го расчистите до крај. Не можете целото прислушкување да не го расчистите до крај. Тоа не само судски. Нас не е потребна независна комисија, формирана од собранието што ќе ги расчисти се што се случувало во оваа држава. Затоа председател денеска и повика нели на реформи во Ќе одиме следното, тоа е за УБК, но сакам прво ова. Прво, законски решенија за обнова или преиспитување на постапките во судските случаи. Точно. Утврдување на граѓанска и кривична одговорност кон оние кои политички монтирале случаи. Точно. И трето, отстранување на генераторите на кризи. Па за тоа ви кажувам. Ајде подетално за второто, на што се мисли? Па тоа ви кажувам. Монтирале кризи. Да. За тоа јас повикам цело време. Ние мораме да формираме независни комисии кои што ќе отидат од дното. Па една Британија за Ирачка војна формираше комисија па објави све. Секоја држава што ќе се појави некоја фалинка во системот, нешто диво населје, па диво населје не може, пазите колку сме ние уствари. Не може да не знам ни кој збор да кажам, не сакам да се навредам ни сами од себе си. Ако имаме диво населје, една работа е судското расчистување диво населје. Собраниската комисија мораше да утврди, односно независна комисија до крај кој стои за тоа. Ние повикуваме странски експерти. Па што ние сме глупи во оваа држава, неспособни, сакати сме. Или сите меѓу себе се мразиме. Па јас сакам да знам што се случуваше со диво населје, јас сакам да знам. Знам дека беа терористи, знам дека влегоа вооружени, знам дека убија полицајци. И за тоа им следува тоа што го добија. Меѓутоа јас сакам да знам кој ги испрати во Македонија. Тоа не може да го утврди некој друг. Си постојат инструменти во целиот свет како тоа се прави. Кај нас само се заташкува нешто, цело време се користат тие аргументи за да се плюкаме и да нема помирување. Многу едноставна работата. Најдобро е да функционираат во хаос. Да. Во хаосот тука се користат елитите. Еве, на пример, сега во моментов едно оф рекорд актуелно прашање. Дали македонските граѓани се спремни и дали би се либеле да признаат колку е корумпирано македонското судство? Колку тежат судските одлуки? Дали постои истражувачко новинарство во Република? Значи, оставете Иванка Василевска што збори, оставете било што, секој дели денеска може секако да се дефинира, да се офира и така натаму. Ајде вака. Ајде медиумите, ајде новинарите, ајде овие усаид што ги отруват пари фрлање, што ги наради, што ги направи да живеат како бубрези во лој. Нека се одважат и нека направат едно истражувачко новинарство, нека направат спинови, нека влезат во процеси, нека видат колку и како се спрегите меѓу јавното обвинителство, судиите, политички фактори, криминално подземје, како тоа функционира.
И знаете како најлесно тоа се прави? Следете го трагот на парите. Имате Сите. некое сознание кое би го споделиле како Па се уште не, како затоа основа за што некои вакви истражувања се што уште го не, но на пример предлагате? би било добро да се погледнат еве во моментот во актуелниве случаи ова што ги апса 27 април, нели? И сите други овие што се пучи и останатите диво населје, нека погледнат како се движат финансиските состојби преку ИЕП на обвинителите, на судиите, на адвокатите, ќе видите. Лесно можете после да дојдете да одговорите. Тоа е само една хипотеза. Има ми даде инспирација, а нели повторно за околу корупцијата и така натака. Или министерката за образование покрајна иницијатива ја подпиша сите универзитети и државни дека за борба против корупција и така натака. Многу е просто, пак ќе кажам. Формирајте комисии, донесете закон, сите докторати 15 години што се издадени или 20 години во оваа држава нека подлежат на ревизија. Кој што го прават многу држави во светот. Зашто се расправаме со ќе правиме ова или она? Има многу едноставни мерки, многу болат. Ја знам дека многу минати ќе настраdaa во цела оваа приказна. Меѓутоа тоа се решава. На тој начин ќе останеме добар дел на квази експерти што се појавуваат, што се додворуваат и така натака, што немаат дигнитет, а се представуваат дека се професори или експерти и така натака. Многу е просто. За 2 години ние можеме сите докторати, колку се докторати? Не се ни докторати. Професоре, во неколку наврати споменувате комисија. Комисија можеби функционира во тој така наречен нормален свет исто така што го споменувате и онаму каде што ние претендираме да одиме, но или во Македонија па важи ако сакаш нешто да не се расчисти, формирај комисија. Не, Тоа е на Тито Величанец теза. Да, само да докажам. Не знам колку пати имало успех. Ама ако ги изберете независно, што нема успех? Ако им обезбедите услови за работа, ако сакате, ако не формирате комисија, затошкате работата. Меѓутоа, ако сакате да го расчистите, тоа се решава. Имаме еден проблем со Не треба да бидеме песимисти. А се решава ако се сака да се реши. Дозволете, професор Кевасилевска, само еден цитат од одговорот на председателот Иванов. Секогаш кога Република Македонија се наоѓала пред клучни одлуки и решенија за кои е неопходен општествен консензус, се јавувале или политички или безбедносни кризи. Кризи кои ја подкопувале довербата, ги парализирале институциите, го делеле општеството и го менувале државното уредување. Да го слушнеме следното парче од председателот, каде го лоцира жариштето, односно извориштето на сите политички кризи во оваа куса историја на самостојна Македонија. Последнава политичка криза беше можност тој заеднички именител да се разоткрие, демистифицира и конечно да се деконструира. Овој генератор на политички и безбедности кризи е препознаен и јасно посочен во итните реформски приоритети на Европската Унија, односно извештајот на Прибе. Цитирам: причините за долготрајниот скандал во Република Македонија може да се барат како во концентрацијата на власт во рамките на Националната безбедносна служба УБК и во лошото функционирање на механизмот за надзор над УБК. Со други зборови, жариштето на речиси секоја, па и на оваа политичка криза во Македонија е лоцирано на едно место, а тоа е Управата за безбедност и контраразузнавање и нејзиниот одел за техничка поддршка. Од 2015 година до денес препораките на Прибе не се имплементирани. Тоа е основа да се сомневаме дека се уште постои злоупотреба на системот, дека се уште се монтираат случаи и дека се уште надлежни институции не постапуваат во согласно со своите законски надлежности. Ете не назад во програмата, во отвореното студио, во кое вечерва гости се универзитетските професори Иванка Василевска и Јован Донев. Последното парче што го слушнавме од председателот Иванов, а вечерва го слушаме и го коментираме годишното обраќање на председателот Иванов, беше во она во кое тој ја лоцира Управата за безбедност и контраразузнавање како жариште на сите поголеми политички кризи во изминатите години. Кус коментар во однос на оваа теза? Погледате. Па, она што ја го кажав уште на почетокот, нели, дека председателот прпа да зборува толку отворено, и тоа беше кажано, што од Прибе беше кажано, тоа го знаевме и така натака. Вие имате една служба која што никој не ја контролира. Одговорен за сите работи е министрот за внатрешни работи на Република Македонија. Он ги дава налозите за прислушкување.
Тоа што системот на организација е така поставен и председателот во својот говор денеска даде решение, многу едноставно и многу добро решение. Изместете, ставете директно под капата петата управа за прислушкување или која е, не знам точно, ставете директно од надлежност на министерот. Зајакнете ја собраниската контрола. Секој налог што министерот ќе го потпише, кој што е во цел свет, секој налог што министерот ќе го потпише, нели? Пратите во собрание. Во собрание имаме комисија ние за оваквот втора работа. Проверете ги луѓето внатре. Во Македонија моето искуство, бидејќи јас го имав тој сертификат, покажува дека да имате сертификат, нели, за безбедносен сертификат, суштина и не е нешто многу тешка работа се добие. Разбирате? Едноставно има инструменти во светот. Измислиле сите и во светот измислиле за тие што вработат во управата за државна безбедност, односно во тој оддел и таа управа, едноставно на полиграф, нели, со верификација на нивните способности и нивната чест вршењето на функцијата, тој што нема да опомине. Нормално да си оди, тој што ќе остане, ќе се вршат работа која што треба. Не треба ни нас повторно нови скандали и така натака. Ако се сака да се реши проблемот, може да се реши. Многу едноставно и да почне да функционира за месец, 2 месеца најкасно. Нема потреба од нешто друго да измислуваме ние топла вода сега. И тоа е оно што председателот го бараше денес и што е најразумно решение во моментов. Нема потреба од некои други трикови и повторно некакви правни заврзлами, кај што утре ќе се вади, секој ќе се вади па правно вака е, па не е вака, па ова или она. Неедноставно. Колку што е поедноставно, е толку поефикасно, нели, и појасне ситуацијата, да може и тој пратеник што, нели, нема знаење доволно за тие техники, да знае да изврши контрола. Дајте му ги налозите на комисијата, зашто ги криеме налозите? Секој што е одобрен да биде прислушкуван, министрот за внатрешни работи нека информира комисијата за контрола на УБК. Ако има несогласување, се знае кој што се одговорност министрот, не да ги барате тие што раководители или некој друг. Така е. Професор Василевска, ако немате што да се доврзете, да одиме со следната поента на председателот Иванов. Јас само би сакала една реченица или две, ако може да ми дозволите. Апропо тоа што го каже неговата екселенција. Знаете како, во МВР влада е непотизам. Тој непотизам оди има привилегија вработениот да си вработи барем по едно дете од семејството. Тој непотизам со години создава една мрежа на фамилии кои што го имаат октроирано системот на управата. И без оглед каков министер ќе имате за внатрешни, во суштина таа управа ја контролира уште еден центар кој што многу тешко можете да го сузбиете доколку не се почитуваат овие мерки. Тука беше насоката на председателот во контекст на тоа да се избегне едноставно тие кои што се професионалци, кои што имаат исклучително како и во академијата, како и секаде апсолутно треба да бидат таму и треба да го добијат просторот за делување. Но еден голем дел незаслужено или по пат на поинакви релации остануваат и обстојуваат и го практично нагризуваат тој систем и сето тоа создава дополнителни проблеми кои што на крај не може да имаат своја разрешница бидејќи станува збор за многу посложена компилација на односи кои што владее внатре во оваа пара сфера на функционирање и на како што е управата за безбедност и контраразузнавање. Пред да го споменам следното парче од поентите на председателот Иванов, ќе спомнам дека втор настан политички кој го одбележа овој 26 декември денеска е средбата на премиерот Зоран Заев со новиот лидер на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Двете страни излегоа со прилично дипломатски изјави во однос на средбата, поминала во конструктивна атмосфера, конструктивен диалог. Лидерот на опозицијата рече дека опозицијата ќе продолжи да биде конструктивна, но за возраст очекува дека тоа е двонасочна работа, дека и владата треба да биде конструктивна, со оглед на тоа што 2018 е најавувана како година на големи турбуленции, односно година на пресудни решенија во врска со евроатлантските интеграции на Република Македонија. По еден дел, председателот Иванов денес вели: ја поздравувам посветеноста на владата на процесот за изнаоѓање на решение за прашањето на името. Го поздравува договорот со Бугарија. Ја споменува исто така и тиранската платформа како мешање во внатрешните работи на друга држава. Популистичко мешање, да. Во внатрешните работи на Македонија од страна на друга држава. Во однос на овие парчиња и во контекст на тоа дека доаѓа до првични контакти помеѓу ВМРО-ДПМН и владата, какви се вашите очекувања во однос на 2018 во однос на оние клучни работи што не очекуваат и каква би била тука улогата на ВМРО-ДПМН?
Повелете, професор Киваковска. Па јас би рекла многу врева за ништо. Ке видиме, може би времето мене ќе ме демантира. Мислам дека ВМРО-ДПМН е во тежок нокдаун. Мислам дека не ги превземаа на време чекорите кои што се очекуваше од нив да ги направат. Овие чекори кои што сега се случуваат се многу задоцнати. Требаше пред 3 години ова да се случи. Доколку се случеше, и ликот и делото на Груевски ќе имаше поголем кредибилитет, но и внатре партиски тие ќе можеа да се преструктурираат и да покажат една политичка борба во која што немаше да им се случат толку многу расцепи и немаше да мора повторно да се октруира изборот на наследникот на популарниот Груевски, кој дефинитивно остави белег во македонската политичка сцена. Во оваа ситуација не би можела ништо да коментирам, бидејќи самиот начин на кој што се случи конгресот во Валандово е внатрепартиска работа. Ние од надвор, од страна, можеме да ги гледаме работите плюс или минус. Ке видиме колку новиот председател на ВМРО-ДПМН ќе биде самостоен во своето одлучување и каква улога ќе му биде доделена. Доколку направиме паралела со ВД премиерот Емил Димитриевски или неговиот претходник, генералниот секретар на ВМРО-ДПМН, кој што беше по тој ВД премиер, ќе видовме дека тој немаше многу простор за маневар во однос на доносењето на политичките одлуки. Едноставно беше еден вид на баланс на ситуацијата каде што доминантниот Груевски и неговиот тесен круг има пресудно влијание и можеби заради тоа и се случија преседани како што ги доживуваме и денес, бидејќи не може само едната страна да биде таа која што е виновна. Тука мора да има некаков баланс на силите и тука има доста пропусти кои што ние и како историчари, како теоретичари, како аналитичари можеме да ги анализираме и времето ќе покаже што било како било. Во овој момент транспарентноста на Мицковски е едноставно школски пример за тоа дека тој се уште некој го води за раче. И во моменталнава ситуација неговата улога е можна нејасна од аспект на тоа што во моментов 6 нивни сопартици пратеници се под казна во притвор од Шутка, кој што знаеме сите дека е поголема казна од самиот затвор Идризово и останатите затвори во Македонија, во ситуација кога недолжни граѓани се притворени, малтретирани, кој знае што колку таму ситуации има и колку граѓани остануваат без работа дневно, какви се притисоци се случуваат во сивата зона. Сето ова е само се уште гледаме едно сценарио кој што многу незграпно се игра од страна на новиот председател и се надевам дека грешам, ама не очекувам некоја посебна активност од негова страна. Може би единствено само еден параван кој што ќе допушти премиерот Зоран Заев и неговата екипа да си ги спроведат работите кои што ги земаа како обврска за да и заради кое што ја добија извршната власт. Во 2018 година, да, тука сме. Заев е решен да го истера докрај, да ги истера докрај. Видете, премиерот Заев нема каде да бега. Он нема каде да бега. Он не дојден со таа агенда. Таа причина и тој од него му се дозволи сето ова. Тој тогаш ќе заврши во моментот кој ќе им ги исполни сите очекувања и се што му дадоа како задача, тогаш ќе заврши. Само тој не може да го свати во овој момент. Рековте, не сте голема оптимистка, времето да ве демантира во однос дека ќе постигнеме решение со Грција или каква ќе биде улогата на ВМРО? Видете, улогата на ВМРО е дефанзивна. Со самиот избор на Мицковски гледаме дека неговата улогата на ВМРО е комплетно девастирана. Мицковски не го представува ликот и делото на демохристијански лидер. Професор Донев? Па добро, ја нема да влагам во коментари на што се случува во ВМРО-ДПМН. Нешто и не знам, да бидам искрен. Немам инсайдерски информации и не можам да кажам што се случува внатре и што се случува. Меѓутоа за мене тоа и не е толку многу битно. Значи, она што јас го кажав, пред малку тоа кажав дека за мене политичката криза не е политичка криза и не очекувам се дека нашите политичари или лидери не детектираат, не ги детектираат изворите на кризата која се најава во Македонија, дека ќе се реши. Не очекувам. А ние во циклус идеме во кризи, се почести, се побрзо влагаме во нови кризи, што јасно покажува дека генераторот е на друго место. И еден го кажа председател на државата, нешто треба да решаваме, а се појава политичка криза или безбедносна криза, веднаш се замешува, тие, речеме, да ги копирам американците, Deep State, се појавува одма Deep State од негде и почиња да
да врши влијание да ги менја процесите. Значи тоа е едното прашање. Она што исто така не можам да бидам голем оптимист е затоа што и оваа влада значи без оглед што она и нема некоја голема моќ зашто има тесно мнозинство 61-62 пратеника цело време, не, значи меѓутоа она продолжува по истата лизгалица. Значи не се сконцентрира да ги најде и да ги реши изворите на кризата во Република Македонија. Едноставно, како ништо не се случувало предходно. Денеска сменија на власт и сега од тука натаму ние ќе тече млеко. Знаете, ова ме потсеќа на, иако не можам да споредувам и не сакам пак погрешно да бидам сватен. Знаете како комунистите, сега ќе градиме комунистичко општество, тежок е патот, дали транзицијата, социјализмот, ама ќе си го градиме. И оваа влада, знаете како, се посветува на членството на Европска унија, на Македонија во Европска унија и во НАТО. Од денеска до Европска унија 30 години. 30 години се 30 генерации на луѓе. Знаете, значи едноставно мора да обезбедиме нормални услови за живење на сите луѓе во оваа држава, а не да сањаме за некаква Европска унија. Кога ќе дојде време, ворете тоа. Меѓутоа едноставно ние мораме да ги елиминираме прво пред се генераторите на кризите и после тоа да стабилизираме економијата и политичкиот систем. Ние немаме евалуација, па ќе се вратиме на политичкиот систем. Дајте политички систем нас не одговара на моментална состојба. Па ако може на Франција да се прилагодува на степен на образование на населението, ако можат државите околу нас да се прилагодуваат, вие не можете да донесете амерички систем, донесете го амерички систем во постмодерна држава, во Република Македонија која па дури не е ни модерна држава. Да бидам мислим ако ги гледаме дефинициите што е постмодерна, што е модерна држава. И како сега да функционира тој систем? Како ќе функционира ако имате вие 50% население неписмено? Без основно образование, за каква демократија ние зборуваме? И плюс тоа, само што да кажам, и плюс тоа ние рипаме чекори. Од пуста желба да им се додвориме на европеаните. Знаете, јас сум поборник заштита на правата на животните и стварно ми е криво кога се случи нешто на некој животно. Не разбирате? Може на Твитер вие имате повеќе загриженост кај твитерџиите за правата на животните, отколку што имате за правата на работниците. А ние имаме сериозен проблем со правата на работници во Република Македонија. Да не зборам за позицијата на жената, да не зборам за оно што се случува во албанските заедници. Ми е тоа најсмешно. Ќе за некој албански лидер и вика ние сакаме во НАТО и во Европска унија. Абе ало, проблемот на хомосексуалноста во албанска заедница никој не го детектирал. Никој го нема отворено прашање. Прашањето на жената, прашањето на експлоатација на детскиот труд. Традиционалното семејство што мора да се разруши. Тоа никој не го отвара без да ние тоа како демек тоа не е кај нас решено. Дај сега ќе зборуваме за ова или за она да зборуваме. Ворете за седа да се зборува. Треба да бидеме во текст со времето. А ние мораме нашите задачи што сме ги испуштиле од пуста желба нели побрзо да влеземе во модерниот свет, тие ни тежат, тие не може да ги оставите по черга. Бидејќи мора да привршуваме, за жал вашите интересни дискусии ќе треба да ги одјавуваме полека, да се вратиме на крајот со првичната теза, односно насловот на оваа дебата и главната порака на претседателот Иванов, која сведов под насловот наместо реваншизам ни треба правда и помирување. Во вакви услови и во оние услови кои вие ги детектирате како слабости на македонското општество, не само на власта, можно ли е тоа и кои се главните предизвици кои очекуваат Македонија напролет? Од говорот на претседателот Иванов, од реакциите, може ли во Македонија скоро да дочекаме еден здрав политички диалог, наместо да се зборува за хунта, па за режим, односно за хунта, кој е поголем криминалец, од кој да се дебатира, кој има подобар предлог како да се справиме со загадувањето на воздухот или овие некои делови што ги наброја професор Донев? Мислам дека со овие политички играчи тоа ќе биде малтене невозможно, иако секогаш може да не изненади промената доколку дојде како насока, бидејќи нашите политички елити за жал не се автономни, тие секогаш имаат некој суфлер и може би доколку се осети дека се менува климата или потребата да се фокусираат на нешто друго, тогаш и тие ќе се лесно адаптираат. Тоа е нажалост, иако сметам, и мојата баба имаше честопати една изрека која што кажуваше во текот на нејзиниот живот, велеше најдобра освета е да не се осветиш. Едноставно кога некој ќе ви нанесе голема болка, голема белја, доколку влезете во таа некој магепсан круг на освета, тоа никогаш не застанува. Некаде некој ќе мора да каже стоп. Таа сила можеме како македонските граѓани и македонците и оние што сме
верници, можеме да ја направиме по пат на помирување, барајќи ја љубовта Христова, верувајќи во Господ, барајќи некоја посилна енергија која што ќе ни овозможи да најдеме во срцето прошка и едноставно да продолжиме понатаму, барајќи некој нов модус вивенди. Она што ценам дека тоа е нели малку филозофски, малку екзактно, малку мистично, со еден збор во реалноста речиси невозможно. 2018 година Македонија има обврска да направи крупен исчекор во и да го промени уставното име. Тоа е пазарот кој што практично е направен и кој треба до јуни да, како што е ветено, додека трае бугарското председавање со Европската унија, да добиеме барем датум за преговори. Гледајќи го планот 369, веќе шеската исто така поминавме, мислам дека нема тука многу што да се направи во тој поглед. Мислам дека Македонија единствено само може да изгуби, тој председателот Иванов го потенцираше во својот говор, дека ние треба да внимаваме во однос на нашиот унитарен карактер, кога зборуваше, велам, за законот за јазици, бидејќи во суштина не е прашањето за македонскиот јазик, туку прашањето е за зачувувањето на македонскиот идентитет, кој што исто така поврзан со уставното име на Република Македонија. И оттаму тука ќе се случуваат понатаму некои тензии кои што ќе треба, не знам како да се санираат. Во секој случај македонското прашање повторно во историјата е ставено во еден ќорсокак, секако како што ќе каже и Петре Мандревски, тоа е сепак Пиреј, можеби во некои други попаметни, помудри генерации ќе најдат начин и повторно ќе го издигнат од пепелта на Феникс. Професор Донев, Куса и вие како завршен збор, само дозволете ми како и да цитирам уште еден дел од председател Иванов, додека ние се бавиме со прашања од 19-тиот и од 20-тиот век, додека зборуваме дека треба да се прилагодиме на предизвиците на 21-виот век, не сме ни свесни дека генерациите кои се раѓаат сега ќе го доживеат 22-риот век. Од нас зависи дали тие наши деца 22-риот век ќе го дочекаат во сопствена унитарна и функционална држава. Па добро, вие сте малку поголем оптимист од професор Да, ја не сум верник, така да можам да бидам комодно оптимиста. Значи, две работи, она што можеме да ги видиме уште сега. Нема реформи без опозиција. Значи, однесувањето до сегашното однесување на оваа влада во овие 6 месеци мора да престане. Она ќе го изгуби кредибилитетот пред граѓаните. Тоа е една работа што мора да го прифатат. Не може да избегаат од тоа прашање. Што и да прават. Втората работа е, паднавме за година дена на 30 места на листата на Forbes. Уште 30 места надоле, граѓаните си го кажат своето. Ете, едно е да, кога виде економијата, можете понекогаш се дозволите луксуси да лупетате глупости, да правите глупости. Меѓутоа, кога ќе немате пари, кога ќе ви закочи економијата, кога ќе имате гладни, поинаку ќе се разговара. Така да јас сум голем оптимиста, дека во еден момент ја сватат, дека не очекувам нешто дека сватиле до сега, ви кажам, немам такви илузии, нашите политичари се производ на нашето обкружување, значи толку се писмени колку што е просечен македонски граѓанин писмен, ни плюс ни минус, ни нема што тука да очекуваме. Меѓутоа, они самите ќе се соочат со своите проблеми и ќе мора да се договорат. Значи не може да избегаат они од тоа. Професорка Василевска, професор Донев, ви благодарам многу за вашите размисли и анализи кои ги споделивте со нас вечерва. Благодарам за вас. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следете. Останете на ТВ Нова, имајте пријатна вечер.